Вести во 18 часот. Добар ден. На почеток преглед на насловите. Мицкоски со бланко поддршка за опозицијските предлози, ако вклучуваат и гласање на диаспората. За СДСМ вината е кај власта. Седнете, договорете се во опозицијата. Што сакате? Како сакате? Дајте предлог. Драматичен почеток на судењето за серискиот убиец од Старо Нагоричане. Обвинетиот негира вина, гледа во таван и се смее. Обвинителот вели знаел што прави кога ги напаѓал жените. Обвинетиот не го прифати мојот совет да признае вина на првото рочиште. Лекот Фостер од 1 август ќе биде достапен со партиципација од 280 денари. Фондот почнал со контроли во аптеките за лековите од позитивната листа. Ние имаме во договорите со аптеките предвидено казни за недостапност на лекови на позитивна листа, сите лекови. Рокот истекува. Ќе има ли консензус меѓу власта и опозицијата за измените на изборниот законик? Премиерот Мицкоски вели дека е подготвен да ги прифати сите опозицијски предлози, доколку меѓу нив е и гласањето на диаспората. СДСМ и денеска тврди дека не се против гласање на иселениците, но за нив е спорен моделот кој што се предлага и кој што за опозицијската партија отвора простор за изборни нерегуларности. Јана Јосифовска. Премиерот Мицкоски и денеска со повик до опозицијата да ги усогласат ставовите за изборниот законик, а владеачката коалиција повтори дека е отворена за консензус и ќе ги прифати сите нивни барања, со единствен услов диаспората да може да гласа. Според Мицкоски, потребно е да се олесни процесот за гласање на иселениците, особено од прекуокеанските земји, кои според него треба да летаат и по 10 часа за да го остварат своето право на глас. Премиерот очекува СДСМ, Левица, ДУИ и партиите на села и таравари меѓусебно да се договорат за една изборна единица, моделот на финансирање и поплаките, како што рече, изборниот законик да не биде жртва на дневно-политички театар. Седнете, договорете се во опозицијата. Што сакате? Како сакате? Дајте предлог во кој што ќе е вклучено гласањето на диаспората и ние бланко го поддржуваме. Само да биде содржано гласањето на диаспората. Една изборна. Повеќе пари, еве ние ќе намалиме од кај нас, иако сме најголема политичка партија, нека биде за нив. Од СДСМ предходно го одбија повикот за договори меѓу опозицијските партии. Велат тоа е проблем на власта. Тврдат дека тие не се против гласање на диаспората, туку против модел кој, како што велат, отвора врата за изборен грабеж. Од Левица пак денеска преку соопштение реагираат за, како што велат, обидите на ВМРО ДПМН да се представи како заштитник на диаспората и тврдат дека не планираат да се откажат од барањето за една изборна единица. ДУИ веќе ги оценија како пропаднати меѓупартиските преговори за изборниот законик и ги обвинија ВМРО ДПМН дека се повлекле и од првично договореното електронско гласање на диаспората. Со оглед на различните желби, се помали се шансите во наредните денови партиите да најдат консензус за измените на изборниот законик, кои се засега единствената неисполнета од 10 реформи од јунскиот рок, кој стекува со грејс период на 15 јули, а од нејзината реализација зависат околу 4 милиони евра кои Македонија би ги добила од Европската унија. Драматичен почеток на судењето на серискиот убиец од Старо Нагоричане. 25-годишниот Бојковски во судот манифестираше чудно однесување. Од гледање во таванот и смеење до негирање вина, спротивно од договорот со неговата одбрана. Обвинителот тврди дека некрофилијата била доминантниот мотив за убиството на 4 немоќни жени и 2 обида за убиство. Се сочува со затворска казна од 10 години до доживотна. Сања Трајковска Ставров. Со крената глава и поглед вперен кон светлото на таванот, обвинетиот овчар од Старо Нагоричане, 25-годишниот Трајко Бојковски, не призна вина за 4 убиства и 2 обида за убиства кои му се ставаат на товар. Во тесната судница, во која на моменти беше морничаво, на почетокот обвинетиот не го потврди ниту собствениот идентитет, а по паузата прозбора и кажа дека е вработен овчар.
Откако се изјасни за невин, бранителот, ангажиран од неговото семејство, не сакаше повеќе да го застапува. Во меѓувреме, обвинителот Љубомир Лапе ги наведе доказите, фотографии, ДНК анализи, извештаи од ексхумации и психијатриско вештачење, кое сега не беше детално образложено, но според кое Трајко Бојковски, како што вели обвинителството, знаел што прави кога напаѓал жени што живееле сами, за да задоволува ниски страсти. Некрофилија е првичниот порив за убиства, тврди обвинителството. Во судска постапка, обвинителот ќе докажува дека 25-годишниот овчар од Старо Нагоричане им пресудил на 4 воглавно стари и изнемоштени жени, а 2 се обидел, ама не успеал да ги убие. Обвинителот Лапе тврди дека има неспорни докази, а на обвинетиот ќе му се овозможи бранител по службена должност, бидејќи првичниот одби да го застапува, откако тој не призна вина. Се предложени двете оштетени кои што ги преживеале нападите и кои што во детали опишуваат како бил извршен нападот. И тоа сето во содејство со вештите наоди и мислење од обдукциите за видовите на повреди кореспондираат, се работи за исти или слични телесни повреди. Обвинетиот не го прифати мојот совет да признае вина на првото рочиште и сметав дека повеќе моите услуги правни нема да му се откори. Правните застапници на жртвите и преживеаните очекуваат доживотен затвор за обвинетиот. Сите бевме во шок и изненадување кога истиот не призна вина. Постапката е во фаза на доказна постапка, па од тука натаму ќе видиме што ќе следува и како ќе се одвива постапката. Суров начин извршување на овие кривични дела, така да очекувам судот да му определи максимална казна на обвинетиот. Очигледно е дека имало пропусти во самиот систем, така што да било спречено првото убиство, можеби би биле спречени останатите убиства. На следното ручиште, закажано за 31 август, ќе бидат сослушани и испитани преживеаните жени, а според обвинителството, доказите и сведоците во целина и без сомнеш ќе докажат дека обвинетиот Трајко ги задоволувал своите полови страсти кон мртви тела и тоа било основен мотив за убиства. Таргетирал стари жени, влегувал во нивните домови додека спиеле, ги удирал и ги давел, а откако ќе ги усмртел, вршел полови дејствија. На барање на Македонското министерство за надворешни работи денеска била остварена и средба со представник на амбасадата на Република Албанија во земјава, велат од Манара. Во духот на пријателските односи меѓу двете земји, соседи и НАТО сојузници. На средбата беше побарана официјална информација од албанските власти во врска со настанот што се случи на граничниот премин Ѓафасан, при кој што на државјани на нашата земја не им бил дозволен влез во Република Албанија, велат од Манара. По најновата ескалација на кризата на Блискиот Исток, премиерот Мицкоски вели дека владата ја следи состојбата, но повтори дека земјава останува со најниска цена на енергенсите во регионот. Мицкоски денеска од Битола најави дека доколку војната продолжи, а берзанските цени одат по нагорна линија, владата ќе ги искористи мерките кои се на располагање. Сандра Спасовска со детали. По последната ескалација на војната на Блискиот Исток и новото нагорно поместување на цената на нафтата на светските берзи, од владата велат состојбата будно се следи. Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека мерките кои до неодамна беа на сила за намалени акцизи и ДДВ кај нафтените деривати стојат на располагање и доколку има потреба повторно ќе се активираат. Мицкоски вели живееме во предизвикувачко време со две војни, но и покрај предизвикот Македонија успева да обезбеди на време и доволно снабдување со енергенси, кои се и со најниски цени, споредбено со регионот и пошироко. Она кое што за нас представува предизвик, а тоа е да имаме навремено снабдување и доволно снабдување на граѓаните и бизнисот со енергенси. Статистички имаме најниска цена и убедливо најниска цена. Некој ќе рече, ама нашата плата кукава е цената на бензините и на дизелот. Да, така е, но тоа е берзански производ. Тоа не зависи од предприемачка логика, тоа не зависи од политики на влада, тоа е берзански производ и сите од иста берза купуваме. Процесот е како го менаџираме од тој момент додека го користат граѓаните. Го следиме тој процес, ќе видиме како ќе се одвиваат, секако дека мерките ни стојат на располагање.
Дополнително Мицкоски вели Македонија е земја која има и најниска инфлација во јуни споредбено со земјите од регионот и како позитивен го оцени фактот што во делот на храната инфлацијата според податоците е пониска од 3%. Според последните податоци на статистика, инфлацијата во земјава на годишно ниво во јуни е 3,4%, што е пониско од она во април и мај кога изнесуваше 5,7 односно 4,8%. Инаку деновиве пазарен треба да ги заврши и деталните анализи на околу 700 прехрамбени и непрехрамбени производи, каде се проверуваат сите фактури од увоз до рафт. Според последните податоци од Министерството за економија, првичните резултати од анализата покажале дека дел од растот на малопродажните цени не се должи само на повисоките набавни цени, туку и на зголемување на бруто профитните маржи, а во одредени случаи, дури каде имало и намалување на набавните цени, производите на рафт не поевтинале поради повисоки маржи. Пари се распределувале нерамномерно, а контролите потврлиле. Ова се дел од забелешките на ревизорите за работата на Агенцијата за вработување во 2024-та. Најмногу од средствата завршувале во неколку градови. Детали има Андријана Лазова-Божиновска. Нерамномерна распределба на средствата за вработување и субвенционирање, краткотрајни договори на дело, хонорари кај само еден адвокат за повеќето услуги. Ова се само дел од забелешките на ревизорите за Агенцијата за вработување за 2024 година. Според извештајот од направената анализа е утврдено дека се фаворизирале неколку градови, во кои се исплатени поголемиот дел од парите и се надминувала утврдената квота дури 4 пати. За активните мерки за вработување во 2024 година се исплатени 23,4 милиони евра, но при распределбата не е обезбеден принципот на рамномерен регионален развој. Повеќе од половина од средствата кај одделни мерки се концентрирани во мал број центри за вработување, односно 62% од мерката само вработување и над 50% од мерките субвенционирање на плати и вработување и раст на правни субјекти се реализирани во само неколку градови: Скопје, Тетово, Струга, Куманово и Пробиштип, додека останатите добиле значително помал удел. Слабости се утврдени и во користењето на паричните средства за други услуги. Повеќе од 90.000 евра биле исплатени за адвокатски услуги, медиација, вештачење и судски такси, од кои најголемиот дел завршиле кај само еден адвокат. 77,46% од расходите за адвокатските услуги се реализирани преку еден адвокат. Извршени се исплати без целосна подкрепувачка документација и без соодветна контрола на фактурираните услуги. Дополнително, за вештачење во износ од 881.000 денари не е спроведена постапка за јавна набавка, а за 740.000 денари не е обезбедена документација за извршените услуги. Во извештајот е наведено и дека членовите на управниот одбор земале надоместоци во износ од околу 6.000 евра за периоди кога воопшто не одржувале седници. Констатирани се слабости во системот на мониторинг, ретки теренски контроли, ниска ефикасност на обуките за IT вештини. Од ДЗР потенцира дека наспроти овие бројни неправилности со финансиските средства во агенцијата, посебниот фонд за вработување на инвалидни лица не ги добивал сите средства кои му следуваат согласно законот. Европската Унија ја засилува трката за обезбедување критични минерални суровини, а соседна Грција веќе реализира стратешки рударски проекти. Македонија и покрај значајниот потенцијал за бакар и злато се уште нема реализирано ниту една голема нова инвестиција, додека рудникот Иловица со години е заглавен во административни и судски постапки. Детали од Маја Становска. Европската Унија влегува во трка за обезбедување критични минерални суровини, неопходни за зелената транзиција и намалување на увозот. Истовремено соседна Грција подготвува 5 стратешки рударски и рециклажни проекти, меѓу кои бакарно-златните рудници Скуриес и Сапес, третирајќи ги како клучни инвестиции за економската и енергетската транзиција. Во Македонија пак, едно од најголемите инвестиции во оваа област рудникот за бакар и ловица, со години е заглавен во административни и судски постапки. Иако според досегашните истражувања, има потенцијал за производство од над 10.000 тони бакар годишно во следните 2 децении.
Деканот на Факултетот за природни и технички науки Ѓорги Димов вели дека Македонија и Северна Грција припаѓаат низ металогенски појас и располагаат со слични бакарно-златни лежишта, што според него представува значителен развоен потенцијал за земјава. Не гледам зошто не би можеле ние да го следиме тој пример. Значи, ако отидете да видите Скуриев, веќе 2 години се спрема таа нова технологија. Таа нова технологија овозможува многу мала емисија, на практично нула емисија на загадување, ако можеме така да кажеме. Значи, сите патишта на емисиите се следат, има постојан мониторинг. Тоа се технологии кои што се применуваат успешно секаде во светот. Се оно што се прави во овој момент, да речем, во европските земји, целото тоа треба да се преслики тука. Според Димов, денешното рударство се разликува од некогашното, по примената на современи технологии и строгите европски стандарди за заштита на животната средина. Тој смета дека јавниот страв најмногу произлегува од лошите искуства со старите рударски практики, а додава дека Македонија располага со стручни кадри способни да ги применуваат современите решенија. За да се надмине овој страв, да се добие довербата, посебно во локалните заедници, каде што треба да се проведат тие проекти, мора да се увидат луѓето дека ќе се инсталираат најнови технологии. Имаме искуство и знае и тие како инвеститори, и ние како да речем истражувачи, проектанти, имаме домашни капацитети да тоа го изработиме сами. Во меѓувреме, владата започна постапка за анализа на теренот и потенцијалните наоѓалишта на ресурси во 27 општини од источниот и југоисточниот дел од земјава. Еколошките здруженија пак предупредуваат дека тоа може да отвори пат за нови рударски проекти и најавуваат реакции и протести поради можни последици врз животната средина. Со добра динамика оди подготовката на документите за изградбата на брзата пруга од Табановце до Гевгелија, вели министерот за транспорт Александар Николовски. Тој од Гевгелија, каде што изврши увид на неколку градежни активности, рече дека дополнително реконструкцијата на железничката пруга од Драчево до Илинден, преку која што ќе се движи товарниот железнички сообраќај, ќе придонесе многу за целиот коридор 10. Воведовме one-stop shop на железничката граница помеѓу Македонија и Грција, што значи дека веќе карго возовите не треба два пати да застануваат кога железнички доаѓаат навака, туку имаат едно застанување, а во моментов работиме на изградба на заеднички железнички граничен премин и со Србија, што дополнително ќе го забрза транспортот. И знаете, нашиот најголем проект, проектот за брза пруга, таму одлично оди работата во подготовка на документација. Очекувам во текот на летото сите документи да бидат завршени. Лекот Фостер за астма и хоп од следниот месец ќе биде достапен без доплата, најавува директорот на Здравствениот фонд Клековски. Во следниот период ќе следува и сериозна контрола на аптеките во делот на издавањето лекови на рецепт. Детали има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Од 1 август инхалаторниот лек за астма и хоп Фостер ќе биде достапен без доплата. Само ќе се плаќа партиципација од 280 денари. Представникот на постојаниот бренд достави известување до фондот дека ќе ја прифаќа новата референтна цена, која ќе почне да се применува по исцрпувањето на веќе доставените количини, изјави првиот човек на фондот за здравство Сашо Клековски. Фостер ќе биде достапен без доплата за граѓаните, само со партиципација, и таа партиципација сега ќе биде 20 денари пониска, ќе биде 280 денари, бидејќи референтната цена на овој лек е пониска. Оваа цена ќе стапи во сила по исцрпување на веќе доставените количини на лекот во аптеката. Очекуваме дека од 1 август ќе биде достапен Фостер без доплата. Боцета е веќе достапна во аптеките без доплата. Од фондот најавија дека сериозно ќе се контролираат аптеките во делот на неиздавање на лекови на рецепт. Исто така зашто реагирале и граѓаните. Не им давале на рецепт. Во едниот случај матичен лекар не издал рецепт иако имало извештај специјалист, а во сите други случаи дека имало издадено рецепт, а аптеките им рекле дека го имат само на приватно. Ние имаме во договорите со аптеките
предвидено казни за недостапност на лекови на позитивна листа, сите лекови, не само новите лекови. Значи сите аптеки се должни спрема договор што го имат со фондот да се сите лекови на позитивна листа достапни. Фондот во иднина ќе воведе мерки со цел да се намали цената на лековите. Тоа е воведување на повеќе лекови на позитивната листа и конкуренција преку генерички лекови. Со новиот закон за игри на среќа се воведуваат и нови правила за приредување подарувања, односно за giveaway-от. Според новите правила, задолжителна ќе биде дозвола од Министерството за финансии, а организаторот ќе треба да плати надоместок за приредување на играта во висина од 18% од вкупната вредност на фондот на наградите. Повеќе детали има Дејан Трајковски. Лајк, сподели и означи тројца пријатели за да добиеш патување, мобилен телефон или било каква друга награда од 14 јули ќе биде под лупа на институциите. Она што досега изгледаше како обична игра за следбениците на инфлуенсерите на социјалните мрежи, добива нова рамка и правила. Министерството за финансии ги регулира со закон популарните гивавеи, кои сега ќе ги дефинира како игри на среќа. Целта е според надлежните да се знае кој организира, кој и на каков начин добива награди, па инфлуенсерите и компаниите пред да ги организираат дарувањата ќе треба да ги исполнат новите административни услови за да ја добијат дозволата, која треба да ја побараат 30 дена пред почетокот на играта од ресорното министерство. Доколку организатор на подарувањето е трговец поединац, кон барањето за издавање дозвола доставува правила на подарувањето, докази за потекло на наградите, документ за регистрација издаден од Централниот регистар, информација за економско-финансиската состојба врз основа на последната годишна сметка, доколку вршел деловна активност, доказ за платен надоместок, за поднесување на барањето во износ од 100 евра во денарска противредност, како и доказ за подмирени јавни давачки по основ на даноци, царини и придонеси. Во ред е да се регулираат награди како автомобили, станови и други поскапи работи, но не и цвеќари кои нудат букет како награда, вели инфлуенсерката Јелена Спенџарска за Канал 5. Според нејзе, потребна е регулатива, но истата треба да биде соодветно воспоставена според вредноста на објавата. Бутикот кај мене во мало, кој што навистина сака да подари, не знам, 3 фустанчиња на некој кој што можеби навистина му требаат, или цвеќарата кој што сака да подари букет за да се сподели некој лајк или чисто да се направи некој бренд ауернес на некоја мала компанија. Мислам дека навистина треба да се направат некои отстапки токму за овие луѓе. Делот на giveaway со станови, нели станови се делеа или автомобили или не знам било што. И затоа велам, тука законот треба да важи. Тука е окей, сосема во ред, поддржувам. Нели не можеш ти сега туку така сега стан да добиеш. Мислам, можеш, ама нели треба да има некои процедури. Законот воено предвидува правилата на игра да бидат јавно објавени пред истата да започне, резултатите, односно добитниците, да бидат објавени најдоцна 3 дена по извлекувањето. Наградите, парични или стоковни, ќе треба да бидат доделени во рок не подолго од 60 дена од објавените резултати. Од Сдруженијето на инфлуенсери засега нема официјален став. Само интервју на професорот Љубомир Цуцуловски во продолжение на Канал 5. Гоце Михајловски е со вас за кратко. Останете тука. Пријатна вечер.